Продолжуваме со меѓународната анализа за ова утро во живо од студиото на Слободен печат. Францускиот претседател Емануел Макрон вели дека судбината на Европа не треба да се решава ниту во Вашингтон, ниту во Москва. Продолжуваме со сите најнови информации кои што пристигнуваат од светското тло. Ке започнеме овој пат не со Трамп, со Макрон. Па Макрон како во екот на својата историска улога како претседател на една светска нуклеарна сила и една поранешна колонијална сила се пронајде во судирот меѓу Европа и САД, се пронајде повикан и иницијатор да се спротистави на глобалната политика, у смисол на тоа дека Франција е една од 5 земји членки постојани на Обединетите нации, поранешна колонијална сила, поранешна империја, која изминативе децении е у опаѓање реално, сакал некој да призна или не. И сега, освен што има проблем со Русија и губењето на поранешните своји колонии во Африка, каде што русите им ги преземаа 5 или 6 субсахарски држави кои им беа традиционално нивни колонијални, постколонијални земји. Сега и со Трамп влегува во еден тип на конфликт, у смисол не е отворен, се разбира, бидејќи ипак Франција не е Украина и Макрон не е Зеленски, но се пронаоѓа дека тука Европа, која сега колективниот Запад полека го губи колективитетот, у смисол дека Трамп се конфронтира и со Европската Унија, презема иницијатива. И Франција, тој вчера имаше говор, се обрати на француската јавност да им објасни што се случува, а тоа што тој го кажа беше како некоја предвоена риторика, у смисол на тоа дека Франција има силна армија, Франција е нуклеарна сила, и дека сака да биде иницијатор следната недела да ги повика сите началници на генералштабите на европските држави да направат една стратегија како и што понатаму, бидејќи светот се менува, геостратешките сили се менуваат, знаеме што прави Русија, знаеме што прави Трамп или не знаеме, ќе видиме. Кина исто така на некој начин во моментов прави неколкудневен состанок на комунистичката партија на врвот, каде што треба да ги покаже своите глобални насоки што понатаму. Еве и Макрон вчера се обрати, ги увери французите дека Франција има силна армија, дека Франција има нуклеарно оружје, дека е релевантна и дека заедно со своите европски сојузници ќе се обедини за да може да ја зголеми безбедноста и просперитетот на француската држава. Тоа се едни изјави кои се за подигање на еден начин на подигање на дигнитетот и самоувереноста, но од друга страна малку ми делува и исплашено се тоа, мене ми делува лично, бидејќи неговата вчерашна риторика беше ке во стилот на европските држави, а што ке видиме утре има ми се чини состанок во Брисел на шефовите на државите на Европската Унија, каде што тие треба да ја направат идната европска стратегија што понатаму. Дали Трамп ја разбуди Европа? Трамп како да ја соочи со вистината Европа, ама и кажа дека веќе не планира да учествува ја гледа Европската Унија како конкурента, не како партнер, нешто што не сме го виделе ние изминативе овие колку 30-40 години од кога Европската Унија е Европска Унија. И конфронтацијата со европските челници е голема, особено со администрацијата на Европската Унија, како фон дер Лајен и тие еврокомесари. Од друга страна, има некоја културна нота на разговор со Макрон и со британскиот премиер, со германскиот се уште не се разбира, бидејќи нема канцелар. Едниот е во заминување, другиот не доаѓа никако. И сума сумарум, овие европски држави се обидуваат сега заедно да се обединат, бидејќи се свесни дека сама Франција не може да се спротистави ни трговски, ни во некоја друга смисла со Русија, со Соединетите Американски држави, со Кина, па не може ни со Индија, тоа се веќе други економии, големи држави, па веројатно заедно со Германија, со Британија. Макар што е интересно што Европската Унија е доста поделена и Европската Унија, земјите од Европската Унија малку и ни покажа на сите нас, вклучувајќи и на нас тука, дека сепак големите сили во Европската Унија одлучуваат, бидејќи оние составници што беа на неколку држави од Европската Унија, не беа сите, што само укажува дека Европската Унија од даден момент дигнате алармот.
Што значи тоа? Тоа е оној план на Трамп, на Макрон, да се испратат европски сили долж линијата на фронтот на разграничување меѓу Украина и Русија, бидејќи Трамп рече дека нема да учествува, значи нема да учествува ни НАТО. Тоа значи, се извинам, дека Франција, Британија, Германија и сите овие европски држави би пратиле европски корпус. Имавме некои бројки 300.000 војници и сето тоа, но првен, за да ги пратат тие војници, треба добро да се вооружат и опремат. Фон дер Лајен најави дека европските држави ќе почнат, како челник на Европската унија, ќе почнат за ревооружување, производство, значи на оружје, ревооружување, бидејќи јасно е дека изминативе 3 години со помагањето на Украина се испразнија магазините со оружје на овие големи држави, а начинот на регрутација и останато направи овие армии да останат онакви само платенички, професионални, да немаат војска, значи имаат малку војници, се зборува за некакво враќање на воена обврска во сите овие држави, нешто што мене ми личи, сакал некој да го чуе тоа или не, на звецкање со оружје и на подготовка за некаков поголем конфликт вооружен, поголем од овој сега, а што тоа значи ќе видиме, бидејќи Макрон цело време зборува дека после Украина нареде Европа. Иако тоа Москва сега за сега го негира. Тој ја обвини во својот говор вчера Москва дека се мешала во изборите во Романија, во Молдавија. Ги обвини тие сите како да очекуваат дека Русија ќе продолжи кон Европа, барем така вели тој. Сега, врз основа на што е тоа негов заклучок останува да видиме, бидејќи тој, повторно ќе кажам, најави цело време се игра на варијантата, според мојот впечаток, НАТО очигледно бидејќи е на некој начин зависен од Соединетите Американски држави, значи во одлучување, во командување, во се, европските држави да ја направат таа така наречена европска армија или европски корпус, па дури има една идеја да се направи поголема Европа. Поради X причини конфронтацијата со Трамп, дури и Канада да влезе во таа некоја европска приказна, за да се добие нели во сила, во бројност и во сето тоа. Тоа се све разговори, ќе видиме како ќе заврши сето ова што го прави Трамп во моментот. Она што е обраќањето на Макрон е едно, мораме да се префрлиме нели на Украина, на Зеленски, дека ќе оди, ќе го потпише договорот, дека има веќе официјално кога ќе оди? Нема официјално, но е потврдено дека се согласил, дека ќе почнати. Сега, има уште една работа околу Зеленски, кој додека тој треба да го потпише договорот, тимовите на американската администрација веќе стапиле во контакт со политичките опоненти на Зеленски во Украина. Под притисок е да има избори, тоа мора да биде во април, барем така вели администрацијата, и веќе тимовите на американската администрација стапиле во контакт со поранешната председателка на Украина и поранешен председател на Собранието, односно на Радата украинска, али беше председател Јулија Тимошенко и претходникот на Зеленски Петро Порошенко, со тие двајца лидери е веќе стапено во контакт. Веројатно, играјќи она бизнес логика, ако не ќеш да потпишеш и да соработуваш ти, има кој ќе сака. Тоа се и шпекулациите и информациите во светските медиуми. Се разбира, не го забораваме и Валери Залужни, кој во моментот е амбасадор и веројатно со него и немаше нешто многу да стапуваат во контакт, бидејќи е во Лондон, таму може секој ден да го видат. Но овие два кандидата, Порошенко и Тимошенко, веќе беа во опција, во игра на оние шпекулации кој би можел да му излезе, кој би можел да го наследни Зеленски, односно на тие евентуални избори во Украина, кој ќе влезе во трката. Беа спомнати тие двајца, се разбира и градоначалникот на Киев Кличко, и сега не ги именувам сите тие кандидати кои би можеле да му одат како контракандидат на Зеленски. Според некои анкети Зеленски има поголем рейтинг од што се очекува, поради неговата улога, нели, неговата меѓународна улога, поддршка од Европа. Ова со Трамп задниот период му го намали можеби рейтингот, но многу ми сметат дека ова што се случи во петок од караницата и критиките што ги доби во Белата куќа му го подигнале малку рейтингот на Зеленски, и сега Западот веројатно, односно администрацијата на Трамп, како што се навестува, не се согласува Зеленски да излезе на избори.
Туку да се повлече, си завршил човек со својата политичка функција, остави други да дојдат. Веќе е почната таа игра, ми се чини дека поради тоа и Зеленски сака да ги потпише сите овие договори, сите овие барања од Трамп, бидејќи е свесен дека спротивставувањето не води никаде. Во меѓувреме, додека се ова се случува, Русија мудро молчи, чека и на теренот се ги освојува оние зацртани воени цели кои ги имаше уште од пред 3 години. Иако малку имаме информации што се случува на теренот, но многумина велат дека Путин сега, Путин како олицетворение на руските потези кои се случуваат во Украина, максимално ја користи ситуацијата што повеќе да ги исполни целите кои ги зацртале. Така да ќе видиме наредниот период кога ќе се сретнат Трамп и Путин. Првин, кога ќе потпише Зеленски договори све што треба и што не знаеме и што знаеме. И ајде да видиме Европската унија, Макрон и сите овие некогашни големи глобални империи кои се сега не се ни сенка од тоа што биле некогаш, зборувам политички, што ќе направи Европа, како ќе успее да се справи со овие предизвици кои самиот Макрон рече дека се огромни геостратешки предизвици и искушенија. Предизвикот се разбира позитивна работа, ама искушенијата се малку негативни и наметнати, така да ќе видиме кој и како ќе изигра во наредниот период, сите опции се во игра. Само уште кратко, би сакала да го прокоментираме моментот на комуникацијата на Трамп со Хамас. Па, во стилот на бизнесмен. Значи, бизнесот е тој. Многу интересно, тоа е сосема поинаква приказна од ова што го зборуваме. Ако Трамп сакаше да уштеди пари, хипотетички кажувам, за Украина, вратите ни ги парите, 350 милиарди дужите, ова дужите, оно дужи. Од друга страна, кон Израел, 140 милиарди ми се чини доби Израел помош од американците во оружје, ракети, бомби, авиони, камиони, не знам веќе што само ја покажа својата дволична политика, значи интереси. Во Израел, таму мора да го завршиме тоа, да се прави Трампова ривиера и сето тоа. Да, но сега најново е што буквално ги оценува дека мора да ги ослободат заложниците. Па ги оценува затоа што Хамас, види, има логично ако ги размислуваме работите. Доколку запре оваа размена на заложници со Хамас, Така. Израел ќе почне повторно да има жестока воена операција. Тоа ќе му ги пролонгира плановите на Трамп, бидејќи колку и да сте вие надмокни над Хамас, и тоа се покаже дека израелската армија е надмокна, но сепак тоа се терористички организации кои не можете да ги уништите скроз. Значи, колку да ја прегазите Газа, повторно ќе има некаков Хамас. И тоа му ги пролонгира плановите на Трамп. Бидејќи Трамп, да не забораваме, Трамп има 4 годишен мандат, од кои само првите 2 години може нешто да направи. Вторите веќе не може ни по устав да се кандидира повторно, бидејќи му е втор мандат како и да, а е човек во години, до кога он може тоа. Така да него му се брза. И сега еден Хамас таму му прави проблеми, у смисол му прави проблеми на неговите планови, бизнес планови, повторно ќе кажам, и веројатно тоа е една од причините за оваа реакција. Но и е реакција бидејќи со Украина не може да работите толку брзо како што сакаше, тој ќе го седне Зеленски на крај, но изгуби многу време. Он очекуваше дека тоа побрзо веројатно ќе го заврши. Да, мислиш уште кога беше првиот пат дека ќе се заврши. А со Хамас беше готова работа, тој уште не дојде во администрацијата, веќе аргументот му беше ја не ни дојдов и ги ставив направив примирие и размена на заложници. А сега сите тие работи повторно се враќаат, што дополнително ќе му прави нервози, бидејќи администрацијата на Трамп игра сега и Трамп самиот игра на 20 фронта. И сега, знаеш, еден ако падне, другиот прави нервоза, и сега некаков Хамас му прави проблеми. Најверојатно е тоа една од причините, ќе видиме што ќе биде. Мене ми е жал што морам да констатирам дека нема мир ниту таму, ниту во Украина, а веќе имаме закани за некои трети жаришта. Благодарам, Мандоновиќ. Гледавте уште една утринска анализа во живо на Слободен печат за меѓународните случувања. Останете уште малку со нас.